Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова и ви посакувам добре дојде во новиот серијал мои интервјуа и анализи на фреквенцијата на ова радио. Петти ден од стартот на протестите за заедничка Македонија. Повеќе од 15.000 граѓани секоја вечер бараат да се заштити македонскиот идентитет и да се отфрли платформата од Тирана. Иванов предвадено одлучи да не го додели мандатот на Зоран Заев, повикувајќи се на обврската за зачувување на унитарноста на земјата. Меѓународната заедница го осуди овој чекор на шефот на државата и побара одлуката да биде преиспитана. Демонстрантите пак сметаат дека Иванов херојски застанал на браникот на државата и вечерва од повеќе градови ќе продолжат со протести. Во редовите на демонстрантите можеа да се видат многу јавни личности, универзитетски професори, научници, уметници и новинари. Меѓу нив забележав човек кој со својот глас освоил многу светски оперски сцени, оперскиот пејач со кариера од светски ранг Игор Дурловски. Тој ќе биде мојот денешен гостин и соговорник во Пулт на Радио Слободна Македонија. Почнуваме веднаш по музичкиот вовед. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Како што најавив на самиот почеток, мој денешен соговорник во Пулт, оперскиот пејач со светска кариера Игор Дурловски. Добре дојде во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Игор, малку се изненадив кога те видов во првите редови на иницијативата за заедничка Македонија. На моето изненадување дојде од тоа што никогаш претходно не сум ве видела во некоја слична активност, не сме ве виделе во некакви партиски ангажмани, не сме виделе на протести, ниту пак да говорите за некои теми кои што имаат ета такво општествено значење. Што беше мотивот за еден оперски пејач кој што ги освоил сцените во Европа и низ светот да застане и да биде дел од една ваква иницијатива? Моето мото од почетокот на градењето на мојата музичка уметничка кариера било од секогаш да не се занимавам, односно да не влегувам во политички теми. Тоа може да се види и од претходни мои интервјуа, од претходни постови на мојот зид, на мојот Facebook зид. И секако моите пријатели кои што ме познаваат знаат дека не сум човек кој што се меша во нешто што не е поле во кое што се чувствувам сигурен. Но комплетната ситуација, комплетната политичка ситуација не дозволува на еден уметник да не се замеша кога се работи за нешто што ви е свето. Верувам дека на секој македонец, односно на секој граѓанин на земјата им е свето правото да не само да зборува, туку да биде заштитен неговиот јазик, да биде заштитено неговото знаме, да бидат заштитени неговите граници. Јас имав чувство дека со тиранската платформа сите овие работи кои што претходно ги спомнав се загрозени и единствен начин сметам дека е во моментов да сите ние кои што сме за оваа држава да функционира така како што функционирала до сега, да застанеме на браникот на и да одиме напред, односно да работиме на тоа да сите тие работи кои што стојат во тиранската платформа не бидат прифатени, затоа што гледаме дека имаме политичари кои што работат на тоа, но се надевам дека ќе успееме да го одбраниме. Ве повредија ли најпрво оние коментари кои што дел од јавноста ги пласира дека се ова партиски протести? Знаете како, кај мене не може да се фатат за ништо. Единствени коментари на социјалните мрежи, јас имам релативно голем број на следбеници. Нормално луѓето се изненадени од мојот ангажман сега, некои се позитивно, некои негативно, нормално имаме различни ставови, имаме поделена држава во секој сегмент, но на вистина генерално позитивно луѓето реагираа на тоа затоа што знаат дека сите етикетирања во смисол на бранам директорско столче не им држат, затоа што и во мојот последен пост напишав дека директорското столче за мене не е предизвик, напротив, јас на таа позиција дојдов за да ги подобрам условите за работа на моите вработени, на луѓето со кои што секојдневно го ја делам сцената и во тоа секако на некој начин и успеа во оваа година и нешто. Јас сум уметник кој што гради меѓународна кариера и мене директорско столче не ми е предизвик нити од финансиска гледна точка, нити пак е нешто што за мене некојаш представувало предизвик. Меѓутоа, во мојот последен пост кажав дека
финансиската точка исто така не е важна, која што ја спомнав и пред малку, затоа што заработувачка на еден оперски пејач во Западна Европа е релативно голема ставка и нема ни една сума која што може да ме купи, а најмалку може директор со столче. Конкретно во интервју ќе морам да ве прашам како сепак и покрај таквите можности сте во Македонија, но ајде да го оставиме тоа за подоцна. Би сакала да поразговараме за она што го говорите, рече се секоја вечер на овие протестни маршеви. Уште првиот ден се најдовте како еден од првите луѓе на иницијативниот одбор и порачавте дека за вас е целосно неприфатливо да се усвојат платформи кои што се креирани во други држави и тие да бидат прифатени во Македонија од одредени политички структури. Колку сметате дека во моментов со платформата која што е ставена како услов за формирање на идната влада и кој што очигледно е прифатлив услов за дел од политичките партии е загрозена унитарноста на нашата земја? Па секако кога ќе ги прочитате сите точки во таа платформа, гледате дека една по една задираат не на некој начин, туку директно во идентитетот на македонскиот народ. Јас повторно ќе кажам, не сум партиски определен, имам многу пријатели албанци, турци, роми, власи, срби, со кои што сум соработувал, со кои што сум бил на сцената, со кои што сум се дружел и никогаш не сум им го оспорувал нивниот идентитет, односно право на изразување. Напротив, јас во моето директорување во последниве година и 3 месеци на сцената на Македонска опера и балет поставивме превод за албанските дечиња, односно направивме представи на албански јазик за прв пат во 70 годишна историја на Македонска опера и балет. Беа поставени, веб страната на Македонската опера и балет беше преведена исто така на албански јазик. Превод, затоа што со реновирањето на гледалиштето имаме можност да представите кои што се на италијански јазик, на германски, на француски, обично на оригинален јазик, бидат преведени на македонски, меѓутоа има и опција да бидат преведени на албански, на германски, на англиски, на француски јазик. Така да со моите постапки и претходно јас не покажувам дека немам афинитети да дадам кога можам на моите сограѓани да имаат можност да работат, да учат на нивниот мајчин јазик, односно да следат представа на мајчин јазик. Меѓутоа, кога некој ќе ми задирне, односно кога ќе ми чепне во мојот идентитет, а таа платформа која што претходно во вашето прашање спомнавме, е случај, тогаш не ми останало ништо друго освен тоа да го бранам. Видовме дека вчера беа поставувани државните знамиња како еден символичен чин на канцеларијата на председателот Иванов. Иванов предвадена, веројатно влијание врз него имало и тоа што толку голем број на граѓани се на улиците и бараа од него да излезе во заштита на унитарноста на државата, донесе одлука да не го додели мандатот за состав на идната влада на Социјалдемократскиот сојуз, но гледаме дека во текот на вчерашниот ден и денот претходно тој беше под силен притисок и на дел од јавноста, меѓутоа главно на представниците на меѓународната заедница да ја преиспита својата одлука. Кои се вашите очекувања како иницијатива за заедничка Македонија од шефот на државата? Дали очекувате дека тој ќе опстои на оваа одлука? Јас сум сигурен дека притисокот ќе се зголемува на председателот, но секако ние сме тука за да демфуваме, односно да му дадеме поддршка со тоа што секој ден се повеќе и повеќе луѓе. Посебно ме радува фактот дека многу млади луѓе почна да излегуваат на протестите и верувам дека таа поддршка од маса народ ќе му даде односно ќе има причина да ги задржи ставовите кои што ги има и нема да попушти во тоа. Каде сте, во кои градови се демонстрира денеска петти ден од протестите? Па јас вчера морам да кажам дека бев и дадов поддршка на моите сограѓани битолчани, јас сум потекла од Битола. Градови во кои што се одржуваат протестите се Скопје, Велес, Штип, Битола, Охрид, Ресен беше исто така дел од протестите и секој ден добиваат на масивност, добиваат на секој ден имаме и нов град каде што се случува по некој протест и тоа ми дава посебно сила да продолжиме во тоа што го правиме, затоа што гледам дека насмеани лица кои што сакаат да протестираат мирно, сакаат да си ги бранат правата кои што им следуваат како на секој нормален граѓанин, го прават тоа на најдостоинствен начин и верувам дека така ќе продолжиме. Нашето мото беше исто така да сето тоа помине во најмирна, најдобра, нормална атмосфера и верувам дека така ќе продолжи.
Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Во Пулт разговарам со Игор Дуруловски, оперски пејач. Игор, ајде уште едно-две прашања околу протестите во кои што учествувате. Кои се вашите очекувања? Што е она најповолно решение кое што во моментов може да ја извлече Македонија од политичката криза која трае речиси цели 3 години? Па искрено не знам дали можем да кажем дека имаме поволно решение. Поволно решение можеби според мене би било да биде повлечена платформата. Тиранската платформа. Па после да се разговара за сите останати работи. Јас не сум политичар, далеку сум од политиколог за да можам да имам некои ставови како би се одвивале нештата понатаму, меѓутоа и причината заради која што сум тука, односно сум на улиците низ Скопје, е Тиранската платформа. Тоа е нешто што можеби за почеток, кога би се повлекла, би било најдобро решение за сите нас. Колку постои можност за некаква радикализација на овие протести за заедничка Македонија? За протестите ние буквално секој ден разговараме со граѓаните, апелираме дека протестите мора да поминат во најмирна, најдостоинствена атмосфера. Колегата Дамовски многу често кажува пикавец да не видам по улиците и навистина е така. Кажуваше дека после тоа ги поминувал улиците и како да не се случил протест. Буквално се е чисто, се е оставено на местото каде што си било и тоа ми дава за право да верувам во нашите граѓани, верувам дека и така ќе продолжиме, верувам дека протестите ќе минат на мирен и достоинствен начин. Ти благодарам, Игор. Би те прашала, еве, да финишот на овој наш разговор, на самиот почеток начнавме една тема околу вашиот ангажман не само во протестите, туку воопшто во Македонија. Сте настапували, сте ги освоиле сцените на Германија, на Австрија, на многу други европски метрополи, па сте настапували на многу светски сцени како оперски пејач, признаени сте секаде во светот. Кој е вашиот мотив да бидете во Македонија? Морам да ви кажам дека првите 5 години живеевме во Виена, бевме релативно млади, на 22 години заминав за Виена и чувството да се биде во една западна европска метропола која што е еден од можеби најголемите музички центри во светот, беше многу убаво. Почнавме да градиме кариера, се дошколувавме, специализиравме, зборувам во множина затоа што тоа го правевме цело време со мојата сопруга. Потоа таму направивме и фамилија, меѓутоа чувството дека нешто ни фали беше цело време заедно со нас. Многу често се случуваше во лето доаѓавме во Македонија и кога влегувате во кола или кога влегувате во авион, многу сме биле посрекни кога доаѓавме према Скопје, према Македонија, према Битола, отколку кога се враќавме назад. И тоа е најверојатно некое чувство кое што доаѓа од натре, не можете да го промените без разлика дали настапувате во најголемиот театар во светот, дали настапувате во еден од најбавите театри во светот, дали настапувате со еден од најголемите диригенти во светот. Тоа се работи кои што се можеби второстепени, првостепено е внатрешното чувство. Ние никогаш не сме бегале од тоа, интуицијата верувам, односно сум сигурен барем до сега дека не водела кон вистинскиот правец и ќе се надоврзам покрај ова приватно прашање да кажам дека можеби интуицијата која што имам сега, дека на Македонија е потребна поддршка од нас, од граѓаните, дека е исто тоа вистинското. Интуицијата ми вели дека ние треба да продолжиме и треба да дадеме поддршка и на председателот и на сите останати граѓани кои што можеби седат во нивните домови и не се сигурни дали треба или не треба да дадат поддршка на ова што во моментот го правиме. Јас повторно ќе дадам уште еден апел да во што поголем број направиме што поголем притисок кон тие кои што не и мислат добро на Македонија и верувам дека ќе го имаме, односно сум убеден дека денеска, а сигурно утре ќе имаме огромен број на луѓе, млади, односно сите генерации кои што ќе дадат поддршка и ќе веруваме во едно подобро утре за нашата држава. Игор, ајде уште едно прашање. Вие сте сега директор на Македонската опера и балет, тоа го спомнавте и претходно во разговорот. Кои се проектите кои што ја издигна оваа институција во изминатиот период? Што е она со што вие најмногу се гордеете и кои се вашите предизвици сега во овој период? Има ли публика за опера и балет во едни вакви турбулентни времиња во државата? Па јас посебно се гордеам на нашата публика. Се гордеам на моите вработени. Имаме тоа институција со преку 440 вработени, плюс
голем број на хонорарци. Сите ние заедно правиме проекти кои што се посебно интересни за публиката, а тоа го покажуваат бројките. Во последните години и нешто, од кога сум на чело на таа институција, кај нас продажбата на билети е зголемена за 200%, приходите од тие билети се исто така зголемени, со тоа можеме да си дозволиме реновирање на просториите кои што ги користат моите вработени. Веќе реновиравме 10 гардероби, реновирана исто големата сцена, како што знаете, нормално тоа со поддршка од Министерството за култура. Условите се подобри за работа, се трудиме во секој момент, секој средства да ги користиме за подобри услови на луѓето кои што се скоро секојдневно таму. Поддршката ја имам, многу ми е драго заради тоа. Имаме проекти од големо уметничко значење, како што е Клеопатра, тоа е представа која што е веќе 7 пати одиграна, кога веќе ја спомнувам да напоменам дека вчера имавме гостување и во Битола, помина одлично со 900 продадени билети кои што беа купени за 3 дена, нешто што во Битола многу ретко се случува, иако публиката е многу заинтересирана за уметност таму. Го спремаме проектот Тајно моја, кој што ќе се одржи на 24 март оваа година, посветен на Тоше Проески, со 24 негови песни. Имаме одлична екипа, имаме млади пеачи кои што беа во еден проект кој што се викаше Casting Talent Show. Неколку од нив ги одбравме, веќе се дел од проектот. Имаме искусни глумци како што Сигор Џамбазов, Весна Беби Петрушевска, Арна Шијак, Дејан Лилич, Лазе Манасков, уметници кои што ќе дадат исто така некој вид на ветер во грб на младите уметници и ќе направиме еден спој на младост и искуство и ќе имаме, верувам, односно сум убеден дека ќе имаме еден одличен проект на 24 март. Други проекти кои што би ги спомнал е Турандот, исто представа која што многу често ни се распродаваше, Евгенио Негин представа на отварање на мајски опрески вечери, Црвената соба. Тоа се проекти кои што имаат сериозно уметничко значење, проекти кои што ги правеле големи уметници и верувам дека така и ќе продолжиме. На мајски опрески вечери имам покането една моја многу добра пријателка, колешка со која што сум работел во Штутгарт, тоа е режисерката Верена Штојбер, една од најнадежните германски имиња, која што ќе прави представата Травијата кај нас. И верувам дека и со таа представа, како и со претходните продукции, ќе делуваме добро на нашата публика и ќе имаме во се поголем број. Орловски, ви благодарам што бевте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам вас на покана. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Наша денешна тема протестите низ Македонија, кои се наречени протести за заедничка Македонија. На оваа тема разговарав и со мојот денешен соговорник, оперскиот пеач Игор Дурловски. Вчера околу 100.000 луѓе излегоа во 13 градови за да дадат поддршка на овие протести и да побараат претседателот Иванов да остане на неговиот став, да не го додели мандатот за состав на идната влада на партија или партии кои што ќе прифатат така наречената тиранска платформа. Предлагам да ги слушнеме дел од пораките на организаторите на оваа иницијатива, како и на граѓаните со кои разговаравме вчера. Никогаш порано не можев да предпоставам дека еден ден јас ќе бидам дел од било каков граѓански протест. Сепак еве ме, очигледно е дека имам голема мака на душата штом дојдов и застанав тука рамо до рамо со сите вас. Но не дојдов да зборувам против албанците, ниту пак сум дел од некоја политичка партија. Тука сум бидејќи молчењето повеќе не е опција. Тука сум за јасно и гласно да им кажам не на оние кои не ја мислат добро на нашата татковина. Овие денови сме сведоци на еден гнасен обид за манипулирање со гласот и довербата на народот. Отпосле ни наметнуваат прифаќање на некакви услови за кои никој на претходните избори не гласаше. Уценети сме со постизборна политичка платформа, скроена после изборите со посредство на премиера од друга држава, со единствена цел – растурање и разнебитување на Република Македонија. Прифаќањето дури и на дел од барањата сите нас не води во една самоуништувачка мисија, после која очигледно нема да не биде ниту како народ, а ниту како држава. Замислете,
човекот кој јас никогаш го немам слушнато да изговори ниту еден единствен збор на македонски јазик, се обидува да не натера нас и нашите деца да зборуваме на албански јазик. Освен со двојазичноста, ги оценува македонските партии со промена на името, знамето, грбот, химната. Преку ноќ се воведоа некои нови правила и се заборави сето она зашто ние, граѓаните, гласавме на изборите. Со наметнување на ваквата постизборна платформа, во основа е погазено непишаното правило на политичката ферплей игра. Низиното евентуално прифаќање би било најголемиот греф што некој би можел да го направи на собствената држава. Затоа, драг мој македонски народе, те повикувам на обединување. Целта е да ја подржиме Република Македонија да остане единствена, унитарна, да нема двојазичност. Народот македонски доста молче се, ова е народот македонски. Меѓутоа, во исто време сакам и да ги повикам и председателот на државата, и премиерот, и сите министри, и пратениците, и сите што ја сакаат Македонија, и Никола Груевски да дојдат тука со народот, тука им е местото. Со овој народ, секогаш се повикуваме на народот и тука е местото на сите кои ја сакаат Македонија. Сакаме да живееме во Македонија во која што се цени квалитетот на човекот и неговото знаење, а не да се решава по етничка основа. Остануваме доследни на тоа дека непотребно и неприфатливо е наметнување на албанскиот јазик. Студентите не го дадоа гласот за редефинирање на Република Македонија, менување на нејзиниот национален. За разлика од учесниците на протестите, представниците на меѓународната заедница сметаат дека одлуката на Иванов да не го додели мандатот на партијата или партиите кои преговараат за прифаќање на така наречената платформа од Тирана треба да биде преиспитана. Вчера во Скопје дојде високата представничка на Европската Унија за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини, која се сретна со партиските лидери и упати порака дека Иванов треба да ја преиспита својата одлука. Сличен став имаат и Соединетите Американски држави. Амбасадорот на САД во земјава Джейс Бейли вчера упати порака дека Иванов треба да ја преиспита одлуката, бидејќи таа не е во согласност со демократските вредности и вредностите на владење на правото, кои што се основа на функционирањето на НАТО и на Соединетите Американски држави. Предлагам да ги слушнеме изјавите на Могерини и Джейс Бейли. Побарав од председателот да размисли за одлуката, да ја повлече во интерес на сите граѓани на земјава и како што е наведено и во Уставот, да го довери мандатот на кандидатот на партиите кои имаат мнозинство во парламентот. Ова е уставот на оваа земја и очекуваме да биде почитуван. Ова е сложена земја во комплексен регион. Живееме во сложени времиња. Не ни е потребно разгорување на огнот кој веќе постои. Затоа се надевам дека сите ќе демонстрираат максимална одговорност и ќе избегнуваат каква било реторика која што би можела да поттикне судири или конфронтации во општеството. Земјата не е изложена на надворешна закана, туку се соочува со некои сериозни внатрешни предизвици. Лидерите на оваа земја се должни да преземат одговорност и да ја изнесат државата од оваа состојба. I would note that the United States was disappointed to learn yesterday that President Ivanov САД беа разочарани кога дознаа дека председателот Иванов одби да му го даде мандатот на представникот на јасното политичко мнозинство и да му даде можност да формира влада. Сметаме дека ова не е конзистентно со основните демократски принципи и со владењето на правото, кои се клучни вредности на НАТО. Како стратешки партнери на Македонија и како пријатели, со цела почит кон суверенитетот и кон унитарноста на Македонија, го повикуваме Иванов повторно да ја разгледа одлуката. Ги повикуваме и соседите на Македонија да покажат воздржаност и да бидат конструктивни во овој момент на висока политичка сензитивност. we urge President Ivanov to reconsider this decision. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Почитувани слушатели, денес во Пулт можевте да го проследите мојот разговор со оперскиот пеач Игор Дурловски, со светска кариера, еден од предводниците на иницијативата за заедничка Македонија. Тој во интервју за Пулт вели дека целта на протестите е да се спречи разнебитување на земјата преку прифаќање на така наречената тиранска платформа. Иако никогаш досега не бил ангажиран во политика, вели дека сега неговиот инстинкт го понел на улиците во одбрана на државата. Изненаден е од масовноста и од учеството на огромен број граѓани
поддржувани од сите генерации. Вели дека ваквата поддршка треба да му даде сила на претседателот на државата да остане на својата одлука да не го додели мандатот на партии кои ја префаќаат платформата од Тирана. Овој разговор ќе можете да го проследите и на rsm.mk. Овде се одјавувам, ви благодарам за вашето внимание, ве поканувам да останете на оваа фреквенција. Мојата емисија Пулт ќе можете да ја слушате и следниот петок во терминот од 11 до 12 часот. Јас сум Славе Царсов, уредник и водител на Пулт во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден и добар викенд. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.